Времето се смилува, силниот ветер во Тетовско ги растера штетните PM честички. После многу месеци вчера просечната концентрација падна на 60 микрограми на метар кубен, што е само за 10 повеќе од дозволените 50. Но среќата на тетовци по се изгледа кратко трае, веќе од утро во часовните концентрации почнаа да се движат во нагорна линија. Во 11 часот предпладне беа измерени PM честички со концентрација 200 или за 4 пати повеќе од граничната вредност, објави Министерството за животна средина и просторно планирање на својата интернет страна. Сето ова оди во прилог на несериозноста во пристапот кон загадувањето на воздухот од сите чинители, почнувајќи од самите граѓани па до надлежните власти. Не може се да оставиме на временските прилики, туку мора здраво да се зафатиме со нешто што се вика стратегија за справување со високата концентрација на штетни PM честички во воздухот, смета специјалистот по хигиена и здравствена екологија при Центарот за јавно здравје Тетово доктор Ратко Давидовски. Додека тетовци молчат и со месеци секојдневно дишат правлив воздух, во Париз веќе применуваат пакет мерки меѓу кои забрана за сообраќај. Ако таму мерките беа донесени после 5 последователни дена со концентрација на PM честички од 80 микрограми на метар кубен, ние толериравме концентрации што се движат помеѓу 450 и 900. Колку за илустрација, податоците на Министерството за животна средина покажуваат дека во саботата на 15 во 12 часот концентрацијата достигнала екстремни 1000 микрограми на метар кубен, што е 20 пати повеќе од дозволеното. Според доктор Давидовски, скокот се должи на чистењето на дворовите по домаќинствата во Тетово, кои тој сончев ден го искористиле за испрлање на непотребниот отпад и кои при тоа го палеа. Таква гледка можеше да се види на повеќе места во градот. Како заклучок од ова може да извлечеме дека на Тетово во никој случај не смее да му додаваме метафорично кажано масло на огнот. Сите граѓани треба да се воздржат од активности кои дополнително го загадуваат воздухот. Подитно треба да се регулира сообраќајот во градот, кој е еден од поголемите фактори кои придонесуваат во загадувањето. Бидејќи ние сме град со многу жители концентрирани на помала површина, потребно е да се забрани сообраќајот во централното градско јадро, кое според Давидовски значително ќе помогне во намалувањето на концентрацијата на штетните честички прав. Следна мерка која треба да се преземе е чистење на улиците, бидејќи правта која има се крева во воздухот со отпочнувањето на движењето на автомобили и пешаци. Суспендираните честички представуваат смеса од цврсти честички и течни капки наречени аеросоли, со големина помала од 10 микрометри. Светската здравствена организација ги класифицира како канцерогени, поради нивната димензија способни се да навлезат длабоко во белите дробови и да предизвикаат сериозни нарушувања, како астматични напади и воспаленија, а кај хронично болните од срцеви и белодробни заболувања да ја влошат состојбата. Кај децата предизвикуваат намалување на функцијата на белите дробови. Овие честички потекнуваат од издувните гасови на моторните возила, од прашината на улиците, од согорувањето на огревно дрво во домаќинствата и од неконтролираното палење на отпад.